Во Општинската библиотека Искра денеска беше промовирана монографијата 60 години литературен клуб Копнеш Кочани од авторките Кристина Ѓорѓиевска-Атанасова, Аника Илиевска-Ѓорѓиева и Славица Цветкова. На промоцијата беше истакнато дека се работи за значајно литературно дело, со кое се одбележува важен сегмент од културното живење во градот и општината. Ни беше чест изработката на монографијата, бидејќи одаваме почит не само на сегашните членови во литературниот клуб Копнеш, туку и на сите досегашни членови. Одаваме секако респект и почит кон, за жал, веќе починатите членови кои што не се меѓу нас, меѓутоа и раководители и председатели на клубот. Поместени се историски факти од основањето на клубот во монографијата, до начинот на основањето, првите почетоци, ентузијазмот на првите членови, првите председатели, споменати се сите скоро членови, а потоа сите раководители на литературниот клуб Копнеш кои што потекнуваат од редовите на вработените, споменати се сите исто така председателите на литературниот клуб Копнеш. Има многу број фотографии, многу број голем број на документи од разни признанија, дипломи, гостувања, награди, меѓу кои што како круна некако случајно се јави во годината на одбележувањето на 60 годишнината на литературниот клуб Копнеш. Клубот ја доби 7-септемвриската награда за значајно остварување во општина Кочани. Како библиотека се заблагодаруваме историски на нас на сите чинители кои што го создадоа клубот Копнеш да опстои до денеска, меѓутоа секако осеќаме должност да се заблагодариме на сите соработници од општината, тоа се општина Кочани пред се, основните и средните училишта, другите институции од областта на културата, од други дејности, меѓутоа и на сите поддржувачи кои што го поддржуваат, односно го препознаваат ентузијазмот и идејата и духот на литературното творење и кои што го почитуваат делото на членовите на литературниот клуб Копнеш. Во 6-децениското постоење на литературниот клуб, кој работи во состав на библиотеката Искра, издадени се голем број стихозбирки и прозни дела на неговите членови. Тоа ја потврдува важноста што тој ја имал во промовирањето на роднокрајните автори. До сега низ клубот има поминато повеќе од 1000 души со многу песни и литературни творби. Ние сме горди што ги наследуваме нив, меѓутоа ќе бидеме уште погорди ако дојдат помлади луѓе и нас да не наследат. На промоцијата беше речено дека во моментот членови на клубот има од сите возрасти, при што најстариот е на 88 годишна возраст, а најмладиот има 12 години. Првиот претседател на клубот, Димитар Гогов, бил член и на Друштвото на писателите на Македонија.